Почитувана колешке, морам да реагирам на воведниот дел од вашата реплика. Ги мешате страните за тоа кој пушта лажни вести. Значи, сведоци бевме само пред неколку дена кој пушти лажни вести за председателот на комисијата, па плюс и пресконференција државте, кажувајќи дека е на приватно патување, па затоа не работи комисијата, всушност беше на службен пат, подпишан со решение председателот на Собранието на Република Македонија, заедно со колеги од Социјалдемократскиот сојуз и од ДУИ. И тука завршувам. Јасно е кој ги пушта лажните информации за колегите. Повторно морам да ве поправам, Прилеп Битола немаме ни автопат. И заради тоа велам, треба да се направи проект за изградба на автопат и се надеваме дека еден ден ќе има. И повторно ќе речам, средства се потребни за проектна документација. Џабе се пишани парите дека се предвидени за градежни активности во агенцијата, тие ќе останат само на хартија, неискористени, нереализирани. Зошто? Заради тоа што без проект не може да се реализираат. И во догледно време сигурно е дека нема да се отпочне со изградба на автопатот Прилеп Битола, посебно, дај Боже да се почне, ние посебно во тој регион, граѓани би биле исклучително среќни, заради тоа што во моментов Пелагонија е едно слепо црево во државата. Освен се поставува прашање, ако не е овој автопат, кој што не постои, уште еднаш потенцирам, еден од тие 500 километри автопати кои што ги вети Зоран Заев и кажа дека се градат, ама никако никој да ги види во државава, а всушност не може ни да се видат или да се изградат толкава должина изградени автопати. Кажавте за Битола Меджитлија, дека се гради, се реализира. Да, меѓутоа овдека станува збор за два различни проекти. Овој кој што колешките средства е за влезотот кај Прилеп, а Меджитлија се реализира проектот и тој е на излез за грчка граница, значи зборуваме за два различни проекти во случајов. Благодарам.